почитуван председател на комисијата, почитуван заменик министер за финансии. Во мандатот на ВМРО ДПМН се направи патот Миладиновци, автопатот Миладиновци Штип, се испроектира и се isfinansира експресниот пат Кочани, Штип-Кочани, кој што за жал се уште не е завршен, еве 6-та година Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Ова што јас го предлагам заедно со останатите пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата е амандман кој се однесува на проектирање на пат, значи продолжение на овие што ги спомнав до сега, од обиколницата Кочани до Очипала, значи преку Виница, односно преку Превалец, преку Калиманско поле. И тука би требало да се испроектира и пат до Македонска Каменица. Постоечкиот патен правец не овозможува безбедно патување на патниците, односно на граѓаните, на жителите од тој крај. Станува збор за крајниот исток на државата, кој што буквално е одсечен од останатиот дел на државата. Тој пат е под цело време под некакви одрони, значи на најмало невреме, најмал дожд, се случуваат прекини на тој патен правец и тоа сте свесни сите за тоа. Предлагаме исто така поврзување, односно изградба на тој пат, затоа што имаме во предвид дека тој пат ќе не поврзе со Република Бугарија и ќе не отвори, односно ќе се врземе на автопатот Софија, што излегува доле на Солун. Знаете дека од тој крај на луѓето им е поблиску да стигнат до Софија, отколку до Скопје, што е трагично во овој момент. Од тие причини го предлагаме овој амандман. Јас би сакал да кажам дека со изградбата на тој пат, односно проектирање на тој пат, јас не верувам дека тоа ќе се изгради за година, две или за еден мандат на една влада, меѓутоа треба да се испроектира таков пат. Очекуваме дека ќе се скрати трењето, односно патувањето на жителите и ќе се овозможат инвестиции во тој крај. Најзафрлениот крај од државата. Меѓутоа, како што и досега не ги прифативте ниту еден од амандманите што ги предлага ВМРО ДПМН и коалицијата, посебно па во делот на инфраструктурата, гледаме дека воопшто не сте заинтересирани за изградба на патни правци, за подобрување на животот на граѓаните. Овој амандман што веќе се предлага неколку години наназад, дури и пред јас да бидам пратеник. Не очекувам дека ќе го прифатите. Меѓутоа, без разлика дали ќе го прифатите или не, јас можам да ветам дека кога ќе дојде ВМРО ДПМН на власт, а тоа ќе биде многу скоро, ние тој патен правец ќе го изградиме и ќе го подобриме животот на граѓаните и на бизнисот воедно. Така да, тука би завршил со образложението за амандманот. Благодарам.